А Студио 1 не би било Студио 1, односно вашиот најсеопфатен информатор, ако не ги слушнеме ставовите, различните ставови во поглед на договорот. Мој следен гостин е професорот, универзитетскиот професор Димитар Апасиев. Професоре, добро дојдовте. Добро ве најдов. Она што вие го нарекувате квислиншки договор, денес премиерите на Македонија и Грција го опишаа како историски договор. Вашата кампања за оспорување на договорот пред да се донесе ова решение и да се потпише, траеше неколку месеци, како и на партијата Левица. Велите има правни пречки за да успее овој договор. Кои се правните пречки? Так, најпрво јас не би се согласил дека договорот е историски. Ги гледав надвор овие патетични сцени на селски приредби и мислам дека по соодветно место ќе беше да го склучат на Змискиот остров во Преспанско езеро, бидејќи тоа е пораката која што се праќа од договорот. Впрочем, патетичноста е контрареволуционерна и овие сцени се можеби убави за публиката, меѓутоа тек допрва иде тоа што јас го нарекувам смртни правни пречки или несоборливи правни пречки за да овој договор никогаш не стапи на сила, односно стапи на сила на куково лето. Значи, да бидеме сериозни, првата правна пречка е председателот на Република Македонија. Значи, согласно член 119 став 1 од Уставот на Република Македонија, договорите во име на Републиката ги склучува председателот на Република Македонија, а не премиерот и не министерот за надворешни работи. Секако неговиот потпис се бара на крајот. Да, и за законот, но во ситуацијава се бара и за договорот, затоа што договорот содржи 3 дела. Првиот дел или првите 8 члена се всушност она што излегува надвор од овластувањата кои ги има владата во преговарањето. Имено од член 1 до член 8 влегуваат во билатерален договор кој што исклучителна, ексклузивна надлежност има председателот на Републиката, бидејќи законот донесен во време на Киро Глигоров од 98 за склучување и ратификација на договори предвидува во кои области владата е надлежна да склучува, меѓу другото идентитетските прашања не влегуваат во тие области и затоа велам дека тие направиле неумесен обид да ги спојат овие. Значи, понатаму зборувам за дел 2 и дел 3 од договорот, да, влегуваат во надлежност на владата, но првиот дел, првите 8 члена никако не влегуваат и затоа правно речено тоа станува збор за ултравирес акт, односно акт на пречекорување на овластувањето од страна на еден министер. И гледате, они убаво ги наместија овие да ги потпишат. Гледате, Ципрас и Заев не ги потпишаа, како нели наводно левичарски партии, ги наместија Кодзијас. Кодзијас е од другата партија, не е од партијата на Сириза, и Димитров, кој што е поранешен поблизок до ДПМН отколку до СДСМ. Значи, тие убаво знаат во што влегуваат. И затоа овој договор, првата пречка е ветото на председателот, значи да помине ратификацијата, еве, карикираме, поминува, на краја доаѓа суспензивното вето на председателот на Републиката. По суспензивното вето оди на второ гласање, доколку и тогаш помине доаѓа џебното вето, како што беше со законот за јазици. Имено тој закон никогаш не стапи во сила, не може ни да стапи. Тоа е првата смртна правна пречка за овој договор. Професоре, само ако да се надоврзам. Да. Председателот Иванов и претходно не потпишуваше, односно потпишуваше амнестија. Добро. Даваше изјави кои што по неколку месеци или денови ги порекнуваше. Она што меѓународната го бара од Македонија и Грција е токму овој договор за отворање на влезот на Македонија. Да ве потсетам, јас не сум апологет на Иванов, јас согласно закон тие негови одлуки за помилување, јас со професор Чкарик го откривме преседанот од Уставен суд дека не може еднаш мртов закон да го оживее. Врз основа на тоа правно толкување, значи јас сум го критикувал кога имало за критикување, да ве потсетам во однос на доследноста и премиерот пред месец дена се колнеше во своите деца дека нема да го промени уставот, па денес изјавува друго. Значи тоа е одлика на сите политички фигури и тоа говори за нивниот кредибилитет. Да се вратиме на правните пречки. Значи првиот смртоносен удар е председателот на Републиката. Вториот кој овие правници, советници на СДСМ го занемаруваат е Уставниот суд. Тие мислат по толкување на едни нивни гуруа во правото кои што појма немаат ниту од уставно право, ниту од меѓународно право, е Уставниот суд. Имено тие велат Уставниот суд не е надлежен да
оценува меѓународни договори, меѓутоа забораваат дека во 2002 година, јас се имам одлуката на Уставниот суд, Уставниот суд го укина токму билатералниот договор помеѓу Република Македонија и Грција за нафтоводот, тако ви текнува, тоа е случајот Окта во времето на Ѓорѓиевски, склучен 99-та, тој е укинат со одлука на Уставниот суд со правно издржано толкување дека да, формално Уставниот суд не е надлежен за договорот, но е надлежен за законот со кој се ратификува договорот, бидејќи согласно нашето право меѓународните договори не можат да се менуваат со закон. Значи, тие се над законите, но под Уставот, ме разбирате? Значи, ако имаме трипартитна поделба, Уставот е прв, па меѓународниот договор, па законот. Од тука, овој договор е спротивен и на Уставот и од тука Уставниот суд ќе го поништи, прво врз основа на немање подпис, како што има веќе таков преседан, и второ, врз основа на веќе поништен билатерален договор, затоа што исто така има правен преседан. Тоа е вториот смртоносен удар. Тоа беше еден од аргументите на Кодзијас. Да. И за разлика од нашиот тим, грчките правници се многу поумешни во ова и тие точно знаат кои се смртоносните убоди и поради кои овој договор не може да влезе во сила и затоа се обидуваат да ги превенираат. Третиот смртоносен удар против овој договор ќе биде референдумот. Зошто смртоносен? Затоа што во правото има едно универзално природно правно начело, а тоа е дека правилник се менува со правилник, закон се менува со закон, устав со уставен амандман, пресуда со пресуда. Она што е решено на референдум мора да се реши на друг референдум. Нема поинаков начин. Да ве подсетам, во 91-ва референдумското прашање гласеше дали сте за суверена и самостојна држава Македонија, не Северна, значи Македонија, и во правото тоа се нарекува рес јудиката, односно пресудена работа. Значи народот еднаш пресудил дека државата ќе му се вика Македонија. Ако сакате државата да се вика друго, вие морате да поминете на задолжителен референдум, не консултативен. Значи повторно народот да пресуди дали сака државата да му се вика Северна Македонија. Зошто истиот референдум не би успеал? Нема да успее. Иако би било обврзувачки. Нема да успее затоа што нашиот закон за референдум донесен 2005 година пред да дојде ДПМН на власт, значи донесен токму од Социјалдемократскиот сојуз, бара многу висок цензус. Имено цензусот е пола од запишаните избирачи да излезат и од нив пола да гласаат за. Тоа значи дека цирка околу 900.000 луѓе кои треба да излезат на гласање. Тоа е невозможно да се постигне доколку опозицијата реши да бойкотира, нешто слично како во 2004 година кога тогашната власт реши да го бойкотира со слоганот некои прашања не заслужуваат одговор. Значи ова ќе им се врати како бумеранг бидејќи ова прашање на вистина не заслужува одговор. Вашата партија ќе ги повика граѓаните да излезат и да гласаат против или во вакви да го констелации бойкотираат? ние веќе обзнанивме дека бојкотот е најефикасното средство против референдумот, именно со седење дома, на прв пат да дојде до израз тој сирџиски македонски менталитет да си седиш дома и да го решиш прашањето. Значи тоа е третиот непробоен филтер преку кој овој договор не може да помине. Четвртиот е собранието на Република Македонија, значи договорот, оние кои што го читале, во временскиот след предвидува прво референдум, па потоа промена на устав, значи така е конципиран. Значи четвртиот е доаѓа промената на устав. Нема промена на устав без 2/3 од мнозинството. Тоа значи дека доколку ДПМН е гласа за промена на устав, тоа ќе биде катастрофално, верувам, по нивната политичка иднина како десница во Македонија. И од тука можни се и тенденции на отклонување на партии, на пратеници од СДСМ, како што беше случајот и со законот за јазици, кога во второто гласање 6-7 пратеници не гласаа за законот. Меѓутоа сега парламентарното мнозинство се прошируваше. Ова е сметка без крчмар, бидејќи со 49 пратеници и немнозинска партија се обидувате да наметнете волја на двотретинска, тоа го немате и објективно дури и да има подкупување на пратеници од ДПМН кон коалицијата ќе има и обратни, значи ќе има, на пример Мухич го видовме дека кажа дека за него е неприфатливо. Можеби ќе има и други пратеници од СДСМ кои нема да го гласа. А можеби ќе има и од опозицијата кои што би гласале. гласале. И обратно кои би гласале, меѓутоа тоа е многу поголема бројка која треба да ја придобијат, бидејќи од 60 и колку се сега 5-6 да дојдете до 81 и не е така малце, значи треба да го врбувате пола парламент. Следната петта поред е грчкиот парламент.
Значи таму имате, вчера имавте ситуација каде што Сириза освои едва 153, така? И опстана. Значи, да, опстана. Ама видете сега ситуацијата. Каменос кажа, јас ќе гласам за владата, но нема да гласам за договорот. Тие се околу 10 пратеници. Потоа има еден устав, во уставот има еден член кој што сите исто така го занемаруваме, а го спомна професорката Силјановска. Тоа е членот 28 кој вели дека грчкиот парламент ратификува договори со 3/5. Значи 3/5 од 300 пратеници колку што се во грчкиот парламент ви се 180. Сириза минус овие 10 на Каменос и другите има најава дека дури и од Сириза нема да го гласаат. Се спушта на 140 до 130 и нешто. Тие немаат шанси да стигнат до 180 за да го ратификуваат, а за разлика од привремената спогодба која никогаш не беше ратификувана, сега договорот стриктно предвидува дека стапува во сила дури откако ќе го изгласа грчкиот парламент и ќе прати нота со известување до нашите и до каде што се регистрира. И последното е можниот иницирање на грчки референдум или грчки, условно кажано, уставен суд, бидејќи тие немаат уставен суд во класична смисла, туку имаат специјален врховен суд. И тоа всушност самите овие кои го пишувале договорот го предвиделе во последниот член, членот 20, во ставот 4 вели доколку не успееме, што е објективно дека нема да се успее да влезе во сила договорот, пупу не важи исто како да не се потпишал. Значи тоа се правните смртоносни чекори кои што овој договор не може да ги пренебрегне, не може да ги помине. Убаво е ова, говори за пријателство и сето тоа, и меѓутоа правно овој договор е клинички мртов и не може да стапи во сила. Професор Апасиев, ајде со ред. Бидејќи овој деценијски спор бара сам по себе бара решение. Знаете како изјавите на некои политичари дека не морало баш сега, дека можело да се одолговлечи, тоа би трајало со години. Што е она што Македонија го губи од овој договор според вас, ако знаеме дека со сигурност можам да кажам потпишување на спогодба со Грција, односно договор со Грција, во кој што експлицитно ќе стои Република Македонија, речиси е невозможно. Да, невозможно, и затоа има други правни процедури кои ние треба да ги искористиме. Не заборавајте, најголемиот грчки страв од нашата независност до сега е дека светот ќе не признае подуставното име, а не Грција. И вие не можете да барате и да промените Грција да ве признае, затоа што таа е суверена држава и има право да не ве признава. Тоест, не сака да различна е тежината на двете држави, каде се наоѓаат што добива, што губи во правото, има една клаузула леонина се вика на латински, или повреда на начелото на еквивалентност. Доаѓа од една басна на Езоп, кога лавот ги собрал животните, им рекол: од утре ќе градиме ортаклак, јас ќе го носам само профитот, а вие само загубата. Тоа е недозволено облигационо правно гледано, имено повредата на начелото на еквивалентност. Во случајов имате давање, но немате противдавање, ме разбирате. Значи, во случајов од 30 на обврски 29 се за Република Македонија, една е за Грција, и тоа знаете само која. Обврската да не блокира во интеграциите, истата онаа која што беше и во привремената спогодба, и видовме дека тие и покрај таквата обврска не блокира, значи ни ставија вето, па ние моравме да ги тужиме пред Меѓународниот суд на правдата во Хаг за да ги добиеме. Македонски јазик стои во договорот, стои државјанство македонско. Не стои македонско, значи стои Република Северна Македонија. Тоа е веќе загарантирано. Прво, во резолуцијата 817 Метју Нимиц нема мандат да преговара за идентитетски прашања. Тоа значи јазик, националност и слично. Преговараат двете страни. Двете страни преговараат, меѓутоа Метју Нимиц, следете ги неговите предлози, особено 2008 кога беше Букурешкиот самит, никаде во неговите драфтови нон-пейпери не стојат графи за ова, затоа што тоа се смета за ад акта прашања. Тоа се затворени прашања. Значи, сега во моментот нашето државјанство во пасошите е Macedonian. Од утре, ако влезе во сила, а нема да влезе во сила, нема да биде само Macedonian, туку ќе биде Cross Citizens of Republic of North Macedonia. Како? Сега, што за оние
Значи нема да биде дозволено да се користи само дел од Македонија, ме разбирате. Исто е и со јазикот. Јазикот, колку да биде јасно за гледачите, е решено прашање во 77 година. Но секогаш под прашање поради спорот. Никогаш под прашање, тоа е интерпарте, значи светски гледано, ние сме македонски јазик од 77. Ако влезе овој договор во сила, ние нема да бидеме македонски јазик само, туку ќе бидеме македонски јазик со фуснота, група јужнословенски јазици, значи навлегува во прашања кои до сега се сметале за стекнати права. Значи Македонија во случајов има само обврски, додека правата воопшто ги нема. И тоа е едно фундаментално погрешно во договорот, а тоа е дека македонската страна само има обврски, а нема бенефит од договорот. Следната страна ако гледаме облигационо, договорно правно, е тоа што е повреден начелото на диспозитивност, имено се негира слободната волја. По анкетите 7 од 10 грци се против договорот, тука некаде се и македонците, зборувам дека 6 од 10 македонци се против договорот, над 60% во смисла на промена на името, и овдека станува збор за класична уцена, имено никогаш досега дипломатски гледано нашите позиции не биле промена на устав. Дури и до пред еден месец, ако сакате, не беа промена на устав, така што ова е колку и да сакате да го еуфемизирате, ова е квислиншки договор и мислам дека поради тоа и нема да помине. Следното е начелото на еднаквост и рамноправност. Имено во договорот немате еднаквост и рамноправност, дури и во преамбулата, еве да биде појасно, на пример, во сегашната времена спогодба, која што е на сила, стои првата страна без именување и втората страна без именување. Првата страна е Грција, втората страна сме ние. Тоа е за да се задоволи токму ова начело на рамноправност. Сега видите, во првата реченица на договорот вели првата страна Република Грција и втората страна, не вика Македонија или Норна, која беше примена во Обединетите нации, во согласно со резолуцијата, во заграда втора страна. Ме разбирате? Значи ние го губиме дури еднаквото право да се ословуваме прва и втора страна. Тие се првата страна Република Грција, ние сме втората страна која се е со фусноти, ме разбирате? Се е толку нејасно, така што го повредува елементарното начело на договорното право да бидете еднаков со оној кој преговарате, и на крај крајава ова е класично мешање во внатрешните работи. Имено во првите членови 8, кога се е испомешано, значи се хронолошки како да се менува устав, како да се спроведе референдум и така натаму, значи се ви измешале, во еден член понатаму контрадикторно вели страните ќе се воздржуваат од мешање во внатрешните работи. Значи е дегутантно. Прашањето е емотивно. Решението е емотивно за секој граѓанин на Република Македонија. Без разлика на нашите лични, еве не моите лични убедувања за тоа каков е договорот, реално е да кажеме дека двете држави не настапуваат со иста тежина во овој договор. Тоа значи дека Македонија настапува со резултат 0:1, за да дојде до 1:1. Така. Ако е така, зошто тогаш грчката опозиција, грчките граѓани сметаат дека овој договор е пораз за самата Грција? Затоа што тие се труени со националистичка пропаганда изминативе 3 децении. Значи, крајната десница Златно Зора, што е класична неофашистичка партија, таа протестира. Значи, затоа што тие се труени дека секој спомнување на зборот Македонија е национално предавство за Грција. И таму протестира крајната десница. Меѓутоа, ние вчера во Атина имавме наш член на Централниот комитет, зборувам за Левица, кој што беше најавен на официјален протест против мерките за штедење на Ципрас под називот Другарот од Македонија. Значи ние имаме официјално, тоа е... Ама се работи за граѓанска организација? Не, се работи за политичка партија која што дел од тие се и основачи на Сириза. Значи кога беа мерките за штедење и референдум, па потоа тие се отцепија. Значи станува збор за елементарно право на само идентификување и самоопределување. Во овој случај имаме само укинување, што никогаш не била наша државна
позиција, имено никаде ниту во предизборната програма на Социјалдемократскиот сојуз не стои такво нешто. Дури ни во гаранциите кои што Заев му ги дава на Иванов во точката 4 стои дека ќе се решава достоинствено без повреда на националните без ставање во подредена позиција на Република Македонија. Во случајот имате класична подредена позиција, имено лавовска клаузула. Тие добиваат се, ние не добиваме ништо за вода. Тогаш која е алтернативата која што вие ја нудите? Алтернативата е интерпартес договор со Грција во иднина, значи кој што ќе важи, тие беа и на Глигоров позициите од почетокот, значи кој ќе важи само меѓу нас и Грција, а светски ние да отпочнеме меѓународно правна процедура пред Обединетите нации, и тоа многу битно пред Генералното собрание, каде што го имаме мнозинството, над 140 држави не имаат признаено од 190 под уставното име, и да покренеме правна процедура со која што ќе ги известиме дека сакаме во иднина да ни се обраќаат под називот Republic of Macedonia, што е нашето уставно име. Тоа не е невозможна процедура. И тоа е иднината. Значи, видете, во однос на контекстот кој го споменавте, посилна послава страна, а ако сакаме веќе шаховски да играме, ова е позиција во која што вие можете да му дадете мат на противникот, условно кажано, затоа што имате правна процедура со која можете да го надитрите или да го... И вие не само што не му давате мат, не само што тој ви вели да прифатиме Реми, туку прифатите да изгубите партијата. Ме разбирате колку е лузерски договорот. Значи, не случајно Обединетите нации се надлежни за решавање. Не случајно Европската унија стои по страна, затоа што во правото имате елементарен правен принцип, а тоа е дека никој не може да биде судија во сопствен спор. Кога јас и вие се караме, трет треба да пресуди. Бидејќи Грција е членка на Европската унија, не може Европската унија да биде судија во спорот. И затоа спорот е даден во Њујорк, значи во Обединетите нации. Таму ние го имаме потребното мнозинство да избориме правна победа и без никој да биде фрустриран. Значи, едноставно грчките левичари прифаќаат дека постои народ од таа страна кој се само идентификува како македонски народ. Ние во последните 2 месеци имавме 7 официјални гостувања во Атина, во Солун, во Патра, кај што сме најавувани како Republic of Macedonia. Значи, можно е тоа, можно е. Меѓутоа, треба да се има политички сен за тоа, а не да се избрзува со вакви брзоплети одлуки дадени по телефон. Професоре, договорот е признаен од State Departmentот, од рускиот шеф на дипломатијата Сергеј Лавров, признаен е од ЕУ, признаен е од генералниот секретар Јенс Столтенберг, признаен е речиси од секога. Вашингтон Пост отиде до таму што рече дека Заев и Ципрас би требало да бидат номинирани за Нобелова награда за мир. Ајде да бидеме сериозни. И од кои домашните експерти во меѓувреме велат дека во оваа прилика би го прочитал мислењето на професорот Денко Малевски, кој што вели никому не му е пријатно од промената на името, но таа емотивна ситуација треба да се извлечеме свесно и да тргнеме во една нова ера за поубава и просперитет на Македонија. Доаѓа ли просперитетот во Македонија со речиси за гарантираното членство во НАТО, но долгиот пат кон него? Не е за гарантирано, бидејќи условено, ако го читате договорот, вели условно ќе прати Грција писмо со тоа што ако не се промени устав референдум, може да го отповика. Збориме ако успее договорот. Договорот нема да успее, затоа што не може да успее поради овие 6 смртни пречки кои што ги има. Имено и од сите да е признаен, тоа е шок терапија која класично ни се применува, значи ќе се соберат вака Могерини и Хан и ова, и сега ние треба да кликаме од радост, да воскликнуваме, кога ќе се спуштат сите овие памфлети и шампањска, доаѓаме до сериозните правни пречки, а тоа се процедурите кои што се дури и самиот договор во последниот член во завршните одредби вели согласно домашните правни процедури. Значи тоа е невозможно ни според нашето домашно право, ни според грчкото домашно право. И според мене ова е само една бламажа на Социјалдемократскиот сојуз кој што на следните избори ќе заврши како пасок во Грција. Се сеќавате и тие беа многу мокни, па Ципрас ги збриша на едни избори и веќе се маргинална партија. Значи ова е токму тоа што го каже еден нивен поранешен председател. Сакам да го видам тој маж што ќе соопшти на Македонија дека го сменила уставното име. Се најде таков маж, меѓутоа нема да успее целиот овој проект затоа што е правно невозможен да се реализира. Ако не се потпишеше овој договор, ако
договорот се одолговлекуваше. Тоа е можно. Тогаш, дали Македонија ризикуваше од изолација? Не, затоа што 4 земји членки на Совет за безбедност ве признаваат под уставно име 104, значи не е тоа изолација, меѓутоа сите тие ве признаваат, меѓутоа сите тие се или во речиси сите во НАТО или во ЕУ кои што очекуваат од Македонија да направат договор. Кога јас вас ве признавам под уставно име, очекувам вие да имате минимум достоинство да си го браните уставното име. Кога вие ќе сакате со зорле да си го промените, еве јас сум Америка, вие сте Македонија и што сега јас ќе ве терам да си го задржувате името? Ако вие сакате да го промените, народот го има врховното право да се самоукине, ме разбирате? Не може да очекуваме Вашингтон и Брисел да ни ги бранат овие црвени линии. Значи мора ние самите да си ги браним. Ако вие сами се согласите да си го смените уставот и сет она што до сега би било стекнато како право, тогаш не може Вашингтон да ве спасува, ме разбирате? Но во случајов за среќа македонскиот народ не сака да си го промени. Значи ова до пред месец дена не беше официјална политика, така што ова е брзо плето, избрзано прашање кое ќе има многу голема политичка цена и не заборавајте мандатот на Иванов трае некаде до мај, ако не се лажам, 2019. Да, до тогаш, значи рачунете не може еве ако одбива да го потпише. Мандатот на Сириза трае до септември. И затоа они ја фиксирале, стои во договорот, декември 2018 да ги завршат сите овие процедури, бидејќи знаат дека 2019 е изборна година и во Македонија и во Грција и тогаш обично се врие национализам и такви патриотски и квазипатриотски пораки, не може да биде решен и согласно тоа тие се обидуваат брзо да го решат спорот, но е невозможно. Значи до година, доколку до декември не се реши, а согласно приликите од терен не може да се реши правно, договорот пропаѓа. Впрочем, самите си го предвиделе во членот 20. Професор, ако ве прашам за председателот Иванов, тој е истиот председател кој што за време на ширената ние му ја запаливме вие му ја запаливте канцеларијата. Сега кој е неговата и кој што ние сме го критикували. Значи ова е непромислен потек на социјалдемократскиот сојуз кој што вратија во живот еден политички мртовец, условно кажано. Значи, Ѓорги Иванов беше безгласен председател сите овие години и на крајот во последната негова година овие му дадоа пенал за да испадне национален херој и спасител на Република Македонија. Не знам кои им се советниците, меѓутоа лошо ги советуваат, веројатно. За крај би ве прашал, дали реално сметате дека и покрај промената на името официјално во Република Северна Македонија, народски кажано, ќе дојде некој од страна и ќе почне да не нарекува Северно Македонец? Ма ние сами ќе треба да се нарекуваме според договорот. Се ќе треба да сменим. И еден лапсус направивте во премисата, имено и рековте преименува. Значи не, јас одбивам да прифатам таа шок доктрина дека готово е, се е решено. Не, ништо не е готово. Тек допрва почнува имплементацијата. Значи од потпишување до стапување во сила разлика имате колку од тука до Стамбул. И никогаш се надевам и искрено верувам дека никогаш нема да влезе во сила. Професоре, ова беше ваше прво гостување во Студио 1, се надевам не и последно. Се надевам јас. Така, добро е да се слушнат различните аргументи за луѓето кои што сметаат дека договорот е добар и не е добар. Така, ви благодарам. За пред да го завршиме овој разговор, ќе ја повикам колешката Елена Джугуманова. Елена, кои се последните коментари или информации за гостувањето на професорот Димитар Апасиев? Јас во моментов бев фокусирана на друго, додека ве слуша вас, обидов и да ги прочитам, да се обидам да најдам што пишуваат на Facebook членовите на македонската делегација која што го потпишуваше договорот, која што беше во Преспа. Премиерот Зоран Заев пред 10 на 15 минути на својот Facebook профил го има испишано следното: Имаме правично и паметно решение. Со овој договор ја остваруваме вековната аспирација на македонскиот народ да има собствена своја држава признаена од сите од целиот свет, во која ќе живее признаен македонски народ и ќе зборува за својот признаен македонски јазик. Нека ние со среќа мој народе, ова го пишува на својот Facebook профил премиерот Зоран Заев, а претходно го има напишано и следното: Градиме пријателство со Грција, ќе бидеме партнери и сојузници, тие ќе бидат наши поддржувачи, заедно трасираме пат за стратешко партнерство за придобивки за граѓаните на двете земји. Научивме дека треба да учиме од историјата, а не да ја повторуваме. Ја повторувавме лекцијата која порачува дека кога земјите се во мир, таков ќе биде и светот, а кога земјите се во агонија, страда и светот на темелите од минатото
минатото, градиме иднина. Ова го има испишано премиерот Зоран Заев пред околу половина час, значи непосредно по подпишувањето на договорот. Споделени се неколку фотографии, меѓу кои онаа фотографија која што ја видоа и нашите гледачи, на која што Заев и Ципрас се држат за рака со кренати раце. Тоа е оној момент непосредно пред Заев да извади вродоврската и да му ја подаде на Ципрас. Радмила Шекеринска на својот Facebook профил има испишано: нашите две земји се извлекуваат од минатото и тргнуваат кон иднината. Подпишување на конечниот договор за решавање на македонско-грчкиот спор и за стратегиско партнерство. Од прилика се споделени истите тие фотографии на кои што се поздравуваат Заев и Ципрас, на кои што се гледаат оние папки во кои што е ставен договорот и секако пенкалата заедно со македонското, грчкото и знамето на Европската унија. Министерот Никола Димитров го има споделено на Facebook оној статус кој што Заев го имаше испишано заедно со она селфи фотографија која што имаше споделено од глисерот додека се упатуваа на местото каде што беше подпишан договорот. Кога сме веќе ке местото на кое што се подпишуваше договорот, последните информации велат дека е спречен инцидент од грчки националисти за време на подпишувањето на договорот, кои се обиделе да ја попречат церемонијата на самото подпишување на договорот за решавање на спорот за името. Ова се инсертите кои што ги видоа нашите гледачи пред некое време во отвореното студио. Станува збор за снимки од грчките медиуми кои што пренесуваат дека грчки националисти се обиделе да го попречат самото подпишување на договорот. Полицијата ги растерала демонстрантите со солзавец, кои се обиделе да упаднат и покрај безбедносниот параметар и да стигнат до селото Псараде, за кое што и на кои светските медиуми утринава пишуваа дека тоа се чини дека е најбезбедното место на светов во овие моменти. Другите информации се дека имало инциденти во Атина пред грчкиот парламент и во исто време паралелно со подпишувањето на договорот, и секако со овие инциденти кои што се случиле во близина на Псарадес, од кои што ги гледате инсертите во моментов. Најновите информации велат дека веднаш по подпишувањето на договорот делегациите веќе се упатиле кон Отешево, каде што всушност ќе биде и на македонска страна на Преспанското езеро на брегот и ручекот по подпишувањето на договорот. Дел од медиумите во Македонија веќе почнуваат да пишуваат дали делегациите на Македонија и Грција и секако високите представници на врвот на меѓународната заедница ќе се коштеваат со прочуениот преспански крап. Најновата информација вели дека македонската делегација, секако предводена нели од премиерот Зоран Заев, а грчката од премиерот Алексис Ципрас, на заедничкиот ручек меѓутоа ќе присуствуваат и представниците на Европската унија и Обединетите нации, Федерика Могерини, Јоханес Хан, Метју Нимиц и Розмари Ди Карло. По заедничкиот ручек, како што беше и најавено, се очекува и билатерална средба да остварат премиерите Зоран Заев и Ципрас. Само ќе повторам дека имаше најновата информација е тоа дека имало инциденти, го погледнавме и видеоматеријалот кој што го подготви нашата редакција. Тоа е од грчките медиуми кои што пренесуваат дека грчки националисти се обиделе да го попречат подпишувањето на договорот, меѓутоа биле спречени од полицискиот кордон, кон кои што фрлале со дрва и камења. Полицијата одговорила со солзавец. Елена, ти благодарам за овие информации. Професоре, вие веројатно и на ова би се надоврзале на овие последните информации. Меѓутоа, немам коментар. Времето е толку, да. Правиме кратка пауза и се враќаме со нови гости во денешното отворено студио на 1 ТВ.